После долги најави, прв центар за интегративна биоетика во Македонија се отвори вчера на Филозофскиот факултет, кој што е можност за поврзување на повеќе области, односно на експерти од повеќе области за унапредување и заштита на самиот живот, односно животната средина. За тоа што ќе работи овој центар, со нас е професорот Дејан Донев од Филозофскиот факултет и човекот кој што ќе го води овој центар. Професоре, неодамна го отворивте првиот центар за интегративна биоетика во Македонија и тоа на Филозофскиот факултет. Зошто сега? Дали е сега тоа потребно? Касно ли е? И кога претходно тие центри постоја во регионот? Комплексно прашање, всушност три во едно, да пробам да ги синтетизирам што е можно пократко, нели? Прво, потребата, всушност идејата за отварање на центар за биоетика не е нова идеја. Во регионална смисла на зборот, тоа е веќе и застарена идеја. Затоа што првите центри кои што се отворени во Хрватска, тие се отворени пред 10-15 години и како реферални центри, меѓутоа се отворени и како факултетски центри за интегративна биоетика и они отидоа чекор понапред со тоа што веќе ги направија универзитетски центри. Значи, идејата не е ништо ново, тоа е старо. За нас е ново затоа што конечно во реалноста добива простор и можност да истото може да биде отворено. Или, со други зборови, нарасна до тој степен проблемите да е повеќе од нужно да може да треба да бидат отворени како такви. Инаку, не дека ние сме многу наназад со идејата, затоа што првите наши обиди да нешто синтетизираме на овој план беше и Центарот за етика, кој многу повеќе како NGO, како невладина организација функционираше во рамките на Филозофскиот факултет, тоа пред некои 10-12 години, меѓутоа не во вистинско време и не на вистинскиот начин. Меѓутоа темите се тие и темите се тука. Сега екипираноста е малку поразлична, односно подобра. Второ, идејата за биоетиката, особено за интегративната биоетика, се расшири многу повеќе од колку што се претпоставуваше. Особено на регионот тоа голем замав зеде. Достапна литература, бројна конференции, пристапност и така натаму до информации, што отвара простор и можност, нели, да го отвориме и ние нашиот центар и конечно се вмрежиме пред се во таа регионална, а потоа и во европската мрежа на центри за биоетика. Што значи отварање на еден таков центар? Центар кој што конкретно овој центар ќе се занимава? Овој центар вчера беше отворен, значи на Филозофскиот факултет. Прва и конкретна работа вчера реализиравме не со самиот чин на отварање, туку со првото предавање, односно со првата јавна трибина. Не само за студенти, научен кадар, туку и за пошироката јавност, и таа конкретна активност и натаму ќе продолжи со тоа што секој месец минимум по една таква трибина ќе биде правена, што од домашни, што од гости експерти во кои што, нели, ќе бидат вклучени и пошироката јавност, да може да дојдат и да се запознаат со конкретни проблеми и конкретни теми. Затоа и вчерашното предавање беше на тема ГМО предизвици поврзани со ГМО, етика и биоетика, а следното предавање ќе биде на проблем на еколошка етика повторно, па на медицинска етика и така натаму, затоа што се тоа проблеми кои што не тангираат секојдневно и ке нас се нараснати до плафон или над плафонот. Едноставно пукаат како такви и мора да се дебатира. Односно, практички покажано, кога носите одреден тип на закон, кој што тангира, да речеме, здравјето на луѓето, освен јавната дебата, ова уште една форма преку која, нели, може да се дејствува, тој истиот закон подоцна кој ќе влезе во процедура, во гласање и така натаму, да биде дотеран на начин на кој што треба да биде дотеран. Односно, да носи корист за сите. Практично, што значи? Јавна дебата, отварени простор. Второ, на дополнување на недостигот, тоа е многу страшна проблематика кај нас, страшен проблем, надокнадување на просторот со релевантна литература. Само на темата, да се навратам на онаа вчера, ГМО, ние во Македонија имаме 1 до 2 книги преведени на македонски јазик. И трета работа, да биоетиката, она лека по лека влегува во наставниот курикулум како таква. Односно, што поголем број на студенти, како изборен предмет, го изберат, се запознаат со овие проблеми, за да можат практично да дејствуваат. Биоетиката, ан женерал, е етика на животот. Опфаќа и еколошка, и медицинска, и етика на ГМО, и права на животни, и така натаму, баш како етика на животот, преку конкретни форми кои што треба да доведе до подобрување на квалитетот на луѓето. И не само на луѓето, тоа е новата работа, што на се она што е живо, односно животот како таков. Таквата можност ја почнавме вчера, нели, со овие трибини, односно ја продолжуваме натаму со превод на релевантна литература и со организирање во најава на 2 конференции за во октомври,
токму на тема за биоетиката, односно биоетиката на крстопат или биоетиката знакот на новото време. Втората, каде што ќе имаме гости од Канада, каде што ќе имаме гости од Германија, каде што ќе имаме гости од Романија и така натаму, да собереме што е можно поголем број на експерти да преговорат на оваа тема, да не бидеме сами изолирани, меѓутоа и да покажеме дека фаќаме приклучок со светот. Можност за истражување во овој центар сега има или? Постојат можности, меѓутоа тие можности за научни истражувања пред се зависат и од финансиска ситуација. Сега за сега филозофскиот факултет е тука и стои за тоа. Меѓутоа тоа не е единствениот начин. Другите форми се секако фондациите, понатаму имаме форми со помош од страна, да речеме, на Министерство за образование, Министерство за култура и така натаму, странски донации по системот како што функционира, да речеме, и Српското биоетичко друштво и Хрватското и така натаму, односно уште повеќе европските пристапни фондови. Ако Хрватска може 2,7 милиони евра да добие нивниот центар, да речеме, за интегративна биоетика во рамките на универзитетот, зошто ние не можеме бре половина милион за 365 дена покажување на активност како таква. Нам ни треба на дополнување на простор со информации, со литература, нам ни треба дополнителна едукација и нам ни треба дополнителен број на едукатори. Сето тоа е реално возможно. И тоа беше идејата зошто да се отвори, го направивме вчера и токму затоа подпишавме првиот договор за соработка со Центарот за интегративна биоетика од Универзитетот Јосип Јуре Штросмер од Осијек, со нивниот центар, и првото предавање всушност беше на гостин предавач на тема ГМО, етика и биоетика, односно професорот Ивица Кела. Професоре Келам, пред се ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од студио 1 на 1 ТВ. Вие неодамна одржавте говор за време на отварањето на Центарот за интегративна биоетика на тема генетски модифицирани организми, односно храната. Би сакал да прашам пред се дали ГМО е потребно воопшто во 21. век? Evo, u prvom redu, hvala vama na pozivu, pozdravljam vas i vaše cijenjene gledatelje, a što se tiče vašeg pitanja da li je GMO potreban nama u 21. stoljeću, moje mišljenje kao bioetičara i kao nekoga ko se s tim u znanstvenom smislu intenzivno bavi, ja smatram da nama GMO nije potreban, pogotovo ne ovdje nama na Balkanu, jer mi imamo zdravu domaću hranu, može se ekološki proizvoditi hrana koja će biti prihvatljiva i zdrava za stanovnike i u tom smislu GMO stvarno nam ne treba. A kada pogledamo nekako povijest GMO, odnosno genetički modificiranih, konkretno recimo usjeva, biljaka koje su genetički modificirane, koje su siju u svijetu već 22 godine, možemo vidjeti da sve ono što su njihovi izumitelji i promotori, biotehnološke kompanije obećavale kada su počeli sjetvu 1996. godine, ništa se od toga nije ostvarilo. Oni su obećavali kako je GMO rješenje problema gladi u svijetu. Kada pogledamo statistiku i podatke o broju gladnih u svijetu, onda možemo vidjeti da se broj gladnih ne samo da se nije smanjio, nego se čak i povećao. Tako da u tom smislu GMO nije rješenje problema gladi u svijetu. Kada pogledamo utjecaj genetički modificiranih usjeva na okoliš, onda treba pogledati podatke za pojedine zemlje gdje se najviše genetički modificirani usjevi siju, pa možemo vidjeti da zbog povećanih površina pod GMO usjevima, primjerice u Brazilu i Argentini, dolazi do velikog okolišnog uništenja, odnosno krčenja šuma, pa je primjerice u Brazilu već sigurno više miliona hektara amazonske prašume, koju s razlogom zovu pluća planete Zemlje, spaljeno, iskrčeno, izorano da bi se tamo posijala genetički modificirana soja, koja na kraju posredno završava na našim tanjurima, jer se s tom genetičkom modificiranom sojom hrane životinje na farmama u Europskoj uniji, odnosno u Europi, i onda posredno mi ljudi nesvjesno konzumiramo, jedemo tu genetički modificiranu soju. Како можеме воопшто да ги препознаеме продуктите, бидејќи несомнено дека кога влегуваме во продавница или во маркет или на пазар, имаме оние
речи си чисти овошки или зеленчук на кој што нема ниту една дамка, природна дамка, нема ниту едно оштетување што би требало на еден начин да биде природно за еден организам, така да како може да ги препознаеме самите организми кои што се генетски модифицирани? Pa mi kao obični ljudi, znači kao potrošači, ne možemo u trgovini na pijaci prepoznati GMO paradajz, GMO papriku, ni bilo koji drugi GMO prehrambeni proizvod, zato što oni jednako izgledaju kao i obični prehrambeni proizvodi. Znači, GMO kukuruz i obični kukuruz, oni jednako izgledaju, nema neke vidljive razlike. Jedina je razlika i najveća razlika je na staničnoj genetskoj razini, a to se može otkriti jedino u specijaliziranim laboratorijima, gdje se znači vrše laboratorijska ispitivanja genetske strukture određene biljke i onda se utvrdi ovaj kukuruz je konvencionalan ili ekološki, a ovaj kukuruz je genetički modificiran zato što mu je izmijenjena genetska struktura. U tom smislu mi kao potrošači smo nemoćni da raspoznajemo hranu koja je genetički modificirana i ona koja je prirodno porijekla. I baš zbog toga, recimo, ne znam kakva je situacija, nisam istraživao u Makedoniji, ali znam recimo u Hrvatskoj po zakonu o GMO koji u Hrvatskoj postoji, izglasan je 2005. godine, u Hrvatskoj postoji zakonska obveza da svaki prehrambeni proizvod koji ima više u svom sastavu više od 0,9% GMO-a mora biti propisno označen. Znači, na etiketi treba pisati ovaj proizvod je od genetičko modificiranog porijekla. I onda kupac zna to je GMO i neću to kupiti. Sad, budući da... Zašto uopšte bi se proizveduvalo ako ne bi го купили луѓето? Поевтино е тоа, не е поздраво сигурно. Zašto se proizvodi? Pa zato što je, kada je počela sjetva GMO usjeva 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, onda su seljacima, poljoprivrednicima, biotehnološke kompanije obećavale da će pomoću tog GMO-a lakše i jednostavnije sijati recimo GMO kukuruz, jer su taj GMO kukuruz je tako genetički modificiran da podnosi djelovanje određenog herbicida koji ide u paketu sa GMO sjemenom. Sad, tu je problem zato što taj herbicid, to su inače, oni se zovu totalni herbicidi, kad kažem totalni, to znači da taj herbicid ubija sve zeleno. Znači, sav korov, sve biljke na određenom polju gdje se pošprica s tim herbicidom. Osim one biljke koja je genetički modificirana da izdrži djelovanje toga herbicida. I to je vrlo jednostavno za seljaka. Znači, ne morate kopati njivu, ne morate špricati više puta godišnje različite herbicide na tu njivu, nego posijete recimo GMO kukuruz, kad krene sklijanje, kad biljka kukuruz malo izraste, pojavi se korov, pošpricate cijelu njivu s tim herbicidom, korov uvene, umre, a GMO kukuruz raste. Sad, problem tu nastaje što u tom kukuruzu ostaju ostaci toga herbicida. I ti ostaci toga herbicida, stručnjaci sumnjaju, su štetni za zdravlje ljudi. Dapače, 2015. ili 16. godine, znači, Svjetska zdravstvena organizacija je prekvalificirala glifosat, ključni kemijski sastojak herbicida koji se koristi u sjetvi GMO, da je on izaziva rak kod ljudi. I biti postoji velika vjerojatnost da zbog hranjenja sa GMO usjevima kod ljudi može doći do povećane pojave raka. Ali to još nije dokazano u konačnici, jer ne postoje sustavna znanstvena istraživanja. A profesore, kako može da se zaštitime uopšte od GMO produktite? Pa možemo se zaštiti samo na jedan jedini način, a to je da država u kojoj živimo donese stroge zakone o kontroli i
i o kontroli GMO i da se ti zakoni primjenjuju. Primjerice, opet ću se navesti situaciju u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj imamo zakon o GMO, koji je na snazi već 13 godina, 2005. godine. Po tom zakonu sjetva GMO-a nije izričito zabranjena. Znači, u zakonu ne piše zabranjeno je sijati genetički modificirane usjeve. Oni su teoretski dozvoljeni, ali je tako napravljena procedura u zakonu da nitko nije tražio dozvolu da sije GMO, jer je to jako komplicirano i neisplativo onome ko bi htio sijati, pogotovo što ta sjetva GMO usjeva nije jeftinija, taj GMO kukuruz recimo ne rodi više od normalnog konvencionalnog kukuruza i onda nema potrebe za GMO i sad je tu samo stvar da država donese zakone i da se ti zakoni provode. A država može donijeti te zakone, ajmo reći tako, protiv GMO-a, ako javnost, obični građani, budu svjesni mogućih opasnosti GMO-a i to zahtijevaju od svojih političara. Recimo u Hrvatskoj su rađena istraživanja javnog mišljenja i u svakom od tih istraživanja preko 50, 60, čak i 70% ispitanika, građana, su se izjasnili da ne žele GMO. Dobro, profesore, благодарам što biste gosti u studiju. Hvala vama na pozivu i još jedan put pozivam vas i vaše cijenjene gledatelje.